Факултетот за туризам и бизнис логистика на денешниот состанок со директорите на средните угостителски училишта во државата и со представници од Центарот за стручно образование и обука имаше можност да учествува во унапредувањето и измената на наставните планови и програми за средношколците. На состанокот беа присутни и представниците од Центарот за стручно образование и обука, преку кои ќе се вршат промените во наставните планови. Целта е средношколците да имаат континуитет во своето образование и да бидат конкурентни на пазарот на труд. Вака со политиките на Влада на Република Македонија, што ги спредува заедно со соработка со Министерството за образование и сите чинители што се бават со образованието, сигурно во модернизација на образованието ги има некои постапи за развојот на општеството за иднина, затоа што нашите кадри во иднина да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Сега сме во тек во наставните плани за реформа на средно стручно образование, као Центар за стручно образование сигурно е одговорност. Имаме еден проект со поддршка на ИПА фондовите. Проектот со нашиот партнер се работи сите советници и наставници за промените. Тоа ќе биде крај, тоа сакам тука да упатам дека тоа не ќе биде целосна реформа, него ќе биде парцијално. Се надевам со политиките, со и во иднина од Министерството за образование и во Влада на Република Македонија ќе го реформираме целото двогодишно и тригодишното образование. Значи, модернизацијата на стручното образование, поточно се работи за трогодишното стручно образование во угостителско-туристичката струка, ќе допринесе за нови наставни планови програми и поголема конкурентност, тоа е задоволување на потребите на пазарот на труд со компетентна работна сила. Тоа значи зголемување на практичната настава на 40% од вкупниот фонд на часови на учениците. Целта на денешниот состанок со сите стручни угостителски училишта од Република Македонија и поврзано со Универзитетот Гоце Делчев со Факултет за туризам и бизнис логистика е до усовршување на наставните програми во средните угостителски училишта, односно за насоките готвач келнер, кои што веќе од идната учебна година треба да преминат во 4 годишно, покрај 3 годишно и 4 годишно образование, и се работи на нова стратегија, бидејќи сами сте сведоци дека руралниот туризам зазема видно место во Европа и во светот. Тоа се работи и кај нас во нашата република и се оди во насока за отварање на нова наставна содржина од областа на угостителски техничар, односно техничар за рурален туризам, кој што ние на Факултет за туризам и бизнис логистика и заедно со Земјоделскиот факултет веќе изготвуваме студиска програма за наредната учебна година во насоката на развојот на руралниот туризам, кој што е битен фактор за економскиот фактор во нашата република. Начелните договори од овие состаноци е промена на наставните програми во насока на повеќе практична настава, односно повеќе од 40% да биде застапена праксата на сметка на општото образование.